се ова некоја магнетна аномалија на тој дел. Значи и тука компасите престануваат да работат, меѓутоа да функционираат. Меѓутоа вакви делови, ваква аномалија на компасите се случува и на многу други места, на земјата. Сега, што е друга појава, која што е? Друга појава е метанхидратот. Значи, тоа е метанхидратот во направен лабораториски експеримент во Австралија и е докажано дека од овие меурчиња што се, од овој метанхидрат, значи, доколку се појават на површината на водата, доколку доздолу ни извираат, се може да потопат еден брод. Значи, тоа е едно објаснување од кај може да се јавуваат, да речеме, вака бродовите што ги снемува. Сега друга работа се ураганите, пример. Таму на тој дел постојат страшни урагани. Мислам, најверојатно сте имале прилика да видите кога на Бахамите се појавуваат и урагани или кога на Бермудите се појавуваат и урагани, они буквално уриваат све пред себе. Сега најверојатно за време на создавање на овие урагани се создава некое високо магнетно поле кое што ги исклучува, кое што не ги исклучува, него им пречи на сите навигацијски, комуникацијски, на компасите, на слично, кој што им пречи за да тие можат да влезат во ова. Сега тие се потопуваат, а на тој дел започнува да се формира голската струја. Сега што е голска струја? Голската струја е една моќна, тоа се, да речеме, да ги собереме сите реки што се во светот, пута 100 да ги помножиме, толкава една огромна количина на вода која што се движи низ океаните. И од Вселената голската струја се приметува. Што се случува? Голската струја, откако ќе го земе тоа, откако ќе падне, таа движејќи се, значи, тоа сработи, пак ќе кажам, една огромна количина на вода, со огромна сила, таа започнува да го движи тој брод или тој авион што ќе падне на тој дел, значи, насекаде низ подводната површина на океаните. И после многу тешко да се дефинира каде е тој, затоа што океаните се недоволно испитани како некоја творба. А исто така во тој дел таму, баш на тој дел, значи пределот на Мексиканското море и тука почетокот на Атлантскиот океан, значи пределот на Средна Америка е познат по морињата таму се познати по големи таласи. Уште 1800 не ми текнува која година, 19 век, значи е забележан еден талас од 36 метра од прилика. Значи како е пресметан? Пресметан е на основу на јарболот, значи почетокот на бродот и човекот кај што стоел кога го видел таласот бил на висина исто како јарболот. Значи после со помош на тангенсна теорема пресметана дека тој талас изнесува 36 метри. Сега таму не е ретка појавата, таму таласи да бидат со висина од 10, 15, 20 метри. Значи дека тие можат да бидат причина и за соборување вака на тие бродови, значи. Сега што поврзаноста на Атлантида. За Атлантида се смета дека нели највише пишува Платон и дека он во својот напис забележал дека Атлантида лежи зад столбовите на Херакле. А тие столбови се отворите нели на Гибралтар. Сега таму се смета дека некаде на 20-30 километри од Гибралтарот, значи на запад, некаде, као што пишува нели Платон, некаде 9 до 10.000 години пред новата ера, постоел некој остров кој што бил голем колку што бил голема Мала Азија и Либија, позната. Значи, сега ако земеме таа претпоставка Мала Азија и Либија, значи се работи некаде за отприлика за територија некаде од околу 1.000.000 километри. Значи 50 пати поголема од денешна Македонија. Значи. Меѓутоа, во неа, тоа го запишал Платон, меѓутоа, за Атлантида пишуваат и некои племиња од Западна Африка. Меѓутоа, они не го наведуваат толкав остров дека бил островот Атлантида. Дека, они кажуваат дека отплика по некоја предпоставка на нив, кажуваат дека
од неколку илјади километри. Значи сега при тоа не нагласено е дека не се тоа Балеарските острови кои што се денеска на Шпанија, него остров некој близо кај Гибралтар. Значи спомнате исто и од тие северозападни афрички племиња. Сега што е важно за тоа? Мислам што од кај е поврзаноста, се смета дека на тој дел, значи во тој дел некаде 10.000 години пред новата ера, значи таму најверојатно дека НЛО имала своја база. Сега откако решиле да ја напуштат земјата, они таа база, за да не се откријат тие нивни, значи све она што они го работеле, таа база они уништуваат. И оттаму потекнува и тој називот Атлантски, мислам Атлантида и нормално после нели крстен и Атлантскиот океан. Ова поише ево што знам на границите на еве да не кажам на бајките, меѓутоа тука негдека, но не знам, без разлика, као приказка сепак така постои и се врти меѓу НЛО-то. 20 минути до полноќ, уште малку па ќе го приведеме и овој наш термин кон крајот, а заедно со него да ја приведеме кон крајот и нашава сторија вечерва за НЛО појавите и нивниот историјат. Колку се НЛО-ата популарни, колку се забележани, дали некој води било каква хронологија за појавите на НЛО-ата на небото над Македонија? Да, за НЛО појавата овдека во Македонија води, мислам, ги пребележува сите настани професорот Стоимир Сјеменовски од Кичево, и он е доста познат уфолог, како земе во балкански па и во европски рамки. И он има неколку книги издадени на оваа тема и баш ќе земеме неколку цитати од неговата книга. Мислам, он наведува дека во Македонија во периодот од после Втората светска војна би имало 35 пријавени случаи вакви на небото, и дека он кој што кажува, мислам дека НЛО-то на некој начин за Македонија интересно, затоа што на оваа територија се раѓаат нели така големи умови, а се он тука го споменува нели Александар Македонски и нели Михајло Пупин, мислам, Михајло Пупин, мислам, кој што смета дека е од овие краеви. Според него, прв пат во Македонија НЛО бил виден 1942 година во селото Добреноец, Кичевско, значи таму била таа првата појава. 1957 година НЛО се спуштил нели на само 50 метри од куќата на некој си Петар Бушков. 31 август 1957 година исто така селото Иванчиште зад пресека Кичевско бил виден еден таков огромен вселенски конус. Па 1961 година во Дедебелци селото едно битолско, каде што една вонземјанка се обидела да се симне од леталото и да влезе во една куќа, значи според написот на тие луѓе што мислам и она што го напишал Симјановски, нели? 1964 година во Барбара, значи тоа е мислам близу Македонски Брод, била видена вонземјанка, значи. А исто така вонземјанка 1965 година се појавила во Суводол Кичевско. 67 година е видено овдека и на скопското село Глумово овдека. И сега 69 година 250 ученици од една екскурзија виделе НЛО над извор Велешко. 69 година исто така Штипско е видено. 72 година е видена летачка топка кај Прентов мост Охридско. По 80 година исто така во Штипско е видено. 83 година кај Стење во Преспа, па на 90 година НЛО над Кичево, истата година над Буковиќ овдека Скопско село према Тетово кога се иде. 92 година кај Ресен, па 97 година кај Стење, исто така повторно го налетувале во земја, истата година бил виден и во кај Штип. Са 97 година повторно кај Штип, а истата година јуни месец и кај Другово, тоа е кај Кичевско, па 97 година повторно кај Штип, па 99 година Ѓорче Петров овдека Скопје, исто така и 99 година и Македонски Брод. Сега овде постојат и неколку примероци кај што луѓе, мислам, карактеристично луѓе.
1900 луѓе сведочат се да, појавите. сведочат. Значи еден такво сведоштво 1997 година кажува еден старец 90 годишен, значи по име Здраве Лазовски од кичевското село Раштани. Значи он кажува дека имал средба со вонземјани и кога млад демек бил болен, боледувал од срце, од ревма, од тие работи. И сега откако го вишол тоа, он како што кажува некако си креденец кој што летал на небото, он мислел дека е тоа некоја божја работа, значи го видел и почувствувал некоја блажена состојба, како што кажува тој 90 годишен старец, и дека после тоа во моментот он оздравел и ден денес кон кој што вели не оди него трчат, значи на своји 90 години. А исто така ваква средба има и во Охридско, значи, кај што еден доктор по име Наум Целаковски, значи таму се спуштило нешто и се наводно тишол да види што е. И сега се спуштило некое летало, значи во леталото имало вонземјанин кој држал некаков предмет во раката, и сега кога докторот Целаковски нели трнал некај него да види што е како е, тој од тој предмет, да речеме, испукал со некој светлосен, црвен светлосен знак према челото и он нели паднал, бил соборен од тоа, и после тоа нели тој вонземјанин што бил заедно со леталото се изгубил. Мислам, вакви примери постојат и во светската историја, кај што нели одредена група на луѓе дури кажуваат така дека биле земени внатре во тие летала биле испитувани и после извесен период враќани, да. Сега за што се работи? Мислам, навистина не знам, не можам да кажам. Ако навистина нешто постои, тогаш не знам. Зашто не контактираат конечно? Да. Добро, ете тука да ја завршиме вечерашната историја, која што содржински беше насочена кон историјатот на НЛО-ата, кон појавите во светот, но ете ги има и кај нас. На вас, почитувани слушатели, оставаме да им верувате или пак да не им верувате. Како и да е, веројатно фантазмата кај сите вас ве води секогаш во некои нови светови, нови сознанија, раѓа желба сепак нешто да се случи. А тука е и стравот да не бидеме осамени, да не бидеме единствени во овој сончев наш систем. Тука сме дефинитивно сами, меѓутоа воопшто во вселената чувствуваме страф ако сме сами. Веројатно одговорот е поинаков, реалноста е поинаква. Како што многу пати Зоран Милчевски знае да каже, да, вселената врие од живот. Меѓутоа, тој живот е многу илјадници светлосни години далеку од нас. Нашиот технолошки развој дозволува, толку колку што дозволува да се малку движиме, прошетаме во рамките на нашиот сончев систем, ја немаме таа неопходно потребна технологија да испаднеме и надвор, па да се соочиме со реалноста, со вистинските факти. Сега, ако во истото тоа меѓувреме некоја поразвиена технологија, цивилизација, нели, не посети нас, тогаш што? Останува да видиме. Зоране, ти благодарам, поздрав до тебе. Благодарам што ме поканивте. И еве во исто време во 12 минути пред полноќ ќе речам поздрав и од Игор Какуринов и Иван Лазов. Еве до крајот на нашиот термин, мала компензација за фановите, љубителите на музиката.